Добро вечер, Центар, добро вечер и од мене, добре дојдовте. Добро вечер за Унијата на ветерани на ВМРО ДПМН од Центар овде. Добро вечер до Унијата на млади сили, добро вечер до Унијата на жени, добро вечер до Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овде во Центар. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер, добри луѓе, и благодарам што еве да одвоивте дел од вашето време денеска ова послепладне да се дружиме овдека, да може да поразговараме за актуелните теми. Добро вечер и до градот убав, добро вечер и до Скопје, се разбира. Ке го почнам денешното обраќање онаму каде што вчера практично го завршив денот, а тоа беше кога го гледав обраќањето на премиерот во Тетово, онака распеан, весел, свесен дека губи, и единственото нешто што му преостанува да го утеши неговиот деспотски избран кандидат во скап еден луксузен тука хотел во Скопје, со една песна во ноќта во Тетово на Квечерина, и предпоставувам дека истата таа вечер позади бината тие двајца, на оние луѓе собрани надвор, им ветија да не им се појавуваат пред очи со нивните сурати, нормално доколку не гласа за нив. Не знам дали се сеќавате на овие двајца ликови. И повторно ќе се појават овдека пред граѓаните во Центар, ќе се појават насекаде во Република Македонија и ќе го бараат гласот од вас, од граѓаните. И повторно ќе се обидат да играат на онаа проверена карта, картата на кратко помнење, ќе се обидат со некоја шарена лага, ветувајќи им на граѓаните дека ќе оделе напред. Се разбира со Заев Зоки и со Пендаровски Стево. Едниот со инспекторите под мишка, евро по евро во торбичката, нели, украдени пари од граѓаните, а овој другиот, слугувајќи му на овој првиот, ќе не убедува дека блескава иднина не чекала, само што требало него да го избереме и веднаш ќе ни тргнало. Но заборава истовремено да им каже на граѓаните за сите оние шарени лаги кои што изминативе 3 години ги слушавме на плоштадите, на улиците во Република Македонија, фарбајки, ветувајки се и се што само за да дојдат до тие пусти привилегии и таа пуста власт за пусти пари. Тоа беше единствената цел која што до ден денеска е главен мотив на овие луѓе да битисуваат таму кај што се. Но бидејќи тие заборавија, еве јас денеска овде во Центар ќе се обидам да ги подсетам на дел од нивните шарени лаги кои што ги кажуваа изминатите години и денеска бесрамно повторно лажат, подпевнуваат на плоштадите, иако и они се свесни дека првиот голем чекор на народот, на граѓаните на Република Македонија ќе биде на 21 април и на 5 мај. Вториот голем чекор ќе биде веднаш после победата на предвремените парламентарни избори, а третиот голем чекор за сите нас ќе биде формирање на владата на Република Македонија, која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. И тогаш ќе започне вистинската битка за секоја педа на Македонија, во секое поле, за секој еден човек, затоа што ќе треба од пепел да ја креваме Македонија, пепелта онаа во која што овие луѓе ќе ни ја остават после целото ова нивно нестрекно битисување во владата на Република Македонија. Но јас ќе ги подсетам, се сеќавате, еве ќе почнам од Тетово. Се сеќавате кога ветуваа во Тетово дека ќе го рестартирале Југохром. Па велеа 1 мај во 2017-та дека до крајот на 2017-та ќе го рестартирале. Па потоа ветуваа за 1 мај во 2018-та ќе го рестартирале. Еве го дојде мај 2019-та, од рестартирањето нема ништо.
Зошто ова го кажав? И зошто токму тргнав од Југохром? Затоа што основен загадувач на воздухот во Тетово, според сите мерења, беше Југохром. А они, се сеќавате, дојдоа таму каде што се со девизата живот во Македонија, чиста вода и чист воздух за сите. Се сеќавате и овде во центар, во Скопје, застануваа еден до еден овој нашиот градски татко, кој што требаше да биде градски татко, ама некако се изгуби во таа работа. Ни ветуваа на падините на водно, читаа пресконференции дека дајте ни ја довербата Скопјани, граѓани на Македонија и ние веднаш ќе донесеме чист алпски воздух, ќе почне да дува по ливадите, по улиците во Скопје, по булеварите и се ќе биде поинаку. Но реалноста е дека тоа го ветуваа само за пусти пари и лажеа. Лажеа исто онака како што денеска крадат. Скопје и центарци немале позагаден воздух никогаш во историјата отколку што тој воздух е денеска сега тука. Ветуваа гасификација, па на тој начин ќе го решеле затоплувањето во домовите, ќе пуштеле газ до секој еден дом, за секој еден граѓанин и ќе почнеле тука од центар и од главниот град на Републиката. Еве ги 2 години поминаа, шајка немаат заковано. И таа шајка нестрекна што ја заковаа ја украдоа. Се сеќавате, исто така зборуваа за економски раст од 5%, а денеска, од првиот ден до денеска, 2,5 пати е помал растот од тој што го ветуваа на македонската економија. Не повеќе од 2% е додека целиот регион постигнува стапки на раст на македонската, на нивната економија, се извинувам, поголемо од 5%. Поголемо од 5%, еве ги. И соседна Бугарија, соседна Албанија, соседно Косово, соседна Србија. Секаде буквално имаме раст поголем од 5%. Вчера излезе извештајот од Светската банка. Се сеќавате нора на господинот Зоран Заев, блескаме на секаде во светот. Еве вчера Светска банка ги подсети колку блескаат во светот. 88 сме заедно со Танзанија и Гвинеја. Секаде блескале во светот. Последни во Европа. Пред нас се и Косово, и Србија, и Бугарија, и Албанија, и Хрватска. Ние сме 88. 21 место пат од 2017 година. Ама блескаме во светот. Блеска Зоран Заев, дотерен онака во дело, со лептир машна, додека го гази дебелиот црвен персијанец на бал во Виена, окезен, насмејан, сите да го гледат. Блеска он, а граѓаните едвај од први до први преживуваат. Едвај крај со крај врзуваат. Затоа што сега веќе нема време за шарени лаги. Се сеќавате кога велеа дека за предприемачите, за бизнис заедницата ќе обезбеделе на вистина подобри услови за стопанисување. Ќе го реформирале даночниот систем во Република Македонија. Да, го реформира. Ама наместо да одат даноците надолу, парите повеќе да бидат кај граѓаните како што ветува, денеска даноците одат нагоре за 50% испоредено од тоа што беше порано. И граѓаните имаат се помалку пари во џебовите. А ветува парите кај граѓаните. Не, парите се таму во еден ресторан во југоисточна Македонија. Тарифата сите ја знаеме, од 5 до 15%. Зависи од големината на сделката. Се сеќавате кога ветува поголеми инвестиции, домашни и странски, па денеска ги гледаме како безсрамно лажат дека 2018 година била историска година за инвестиции во Република Македонија. А при тоа забораваат да кажат дека 80% од тие инвестиции е реинвестирана добивка на компаниите кои што ги донесе некоја претходна влада, а тие одлучија да ја реинвестираат добивката затоа што од оваа година нема данокот да биде 0% како што беше до 31 декември 2018, туку 15%. И затоа одлучија целата таа реинвестирана добивка да ја инвестираат во 2018 година.
наместо денеска во 2019-та. Се сеќавате на онаа голема, огромна, мега лага дека во првите 6 месеци ќе го повратат 15% ДДВ-то кај секој граѓанин. 2 години поминаа, ниту поврат на ДДВ имаме, ниту нешто се случува. Се сеќавате кога велеа дека ќе имаме младинска гаранција за младите, за да може да имат нов стартап, нови бизниси, да може да останат дома тука, па редеа чевли таму пред владата. Во пауза додека бојадисува и додека крша. Денеска јас не видов ниту еден да се врати и да си ги побара чевлите од тие таму. Напротив, знам многумина кои што оставија уште по некој пар чевли таму. Само минатата година има податок дека повеќе од 100.000 наши сограѓани ја напуштиле Македонија и не се вратиле. Заедно со своите семејства луѓето се селат, затоа што не блескаме, господине Зоран Заев, туку вашиот живот во пекол се претвори за граѓаните на Република Македонија. Ветува нови работни места, меритократија, ветува дека секој ќе добие шанса според квалитетот. Не знам дали се сеќавате, се колнеа, се заветува. Ама денеска, ако не сте некој седми братучет на Мира Дизел, тешко дека ќе се вработите во држава. Така отприлика изгледа реалноста во економијата според заевизмот. За жал, сето она кое што беше ветувано, сето она кое што го кажува изминативе 3 години, прва прилика кога имаа тоа да го исполнат, барем дел да исполнат од тоа што го ветува, не успеа. Паднаа на економскиот тест. Економскиот тест добија не единица, 0, ако се сеќавате. И тоа не од граѓаните на Република Македонија, не од молчеливата бизнис земница, туку добија од Германската стопанска комора. 0, не единица. Паднаа на тестот. Ветуваа дека веднаш они штом дојдат, Македонија ќе влезе во НАТО и ќе ги отпочне преговорите со Европската Унија. Без да го променат идентитетот. Без да го променат тоа што прво го направија. Посегнаа по идентитетот. Се колнеа, ако се сеќавате, во жицата. Се колнеа во дедовината, во татковината. Се колнеа во најмилото дека нема тоа да го направат. Туку они биле вешти политичари и само да паднел режимот, веднаш нас ќе не примеле во НАТО и ќе сме отпочнале преговори со Европска Унија. Па минатата година ширум плоштадите, до душа празните плоштади, игравме чочеци, се слушаше музика, славевме влез во НАТО, иако тој не се случи. Истовремено славевме дата за почеток на преговори со Европската Унија. Еве втора година поред, исто така најверојатно ќе славиме, но дата ниту ќе има, ниту пак наскоро ќе има таква дата. А нема да има само поради неколку причини. Во Европа дата не се дава по принципот на Мирчо Свињарникот, евро за вице и евро за црквата. Таму дата не даваат за такви политичари. Во Европа дата не даваат кога со другарчињата затварате ски стази за да може да се санкате. Во Европа дата не даваат со тоа што основна инвестиција ви се 15 издадени дозволи за одгледување на марихуана. И тоа најчесто, повеќе од 50% се ваша собственост на премиерот и неговото потесно семејство или бизнис партнерите. Такви политичари во Европа кои што зборот им вреди од денеска па во следните 15 минути, а утре дента ништо не се сеќаваат и доаѓа до израз принципот на заевизам, кажувам, заборавам, негирам. За таквите политичари дата не даваат. Не даваат дата каде што судот зависи дали премиерот ќе им се насмее, ќе им намигне, или преку некој од неговите на широко познати адвокати ќе им нараче некаква пресуда или некакво обвинение. Дата во Европа не даваат ако 2 години ги прислушкувате обвинителите и судиите. И при тоа, никој денеска жив во оваа држава не знае каде се тие материјали, кој ги поседува и што содржат тие материјали.
Во Европа дата не даваат. Ако ве гледаат како вашето најтесно семејство за 100 пати во рок од 2 години го зголемило богатството, а луѓето едвај од први до први крај со крај врзуваат. Сето ова, почитувани добри луѓе, сето ова е неправда. И ние можеме таа неправда да ја победиме со правда. Но за да дојде правдата, за да ја победиме оваа неправда, нас ни е потребна најпрвим победа на претседателските избори. Победа за Гордана Силјановска-Давкова. И знам и секаде тоа го зборувам, бидејќи поминав илјадници километри во Македонија, разговарав со илјадници граѓани на Република Македонија, со различни етникуми, дали се македонци, албанци, срби, турци, власи, бошњаци, роми. Секаде владее огромна разочараност од оние лаги, од оние неисполнети ветувања, нереализирани очекувања. Ке видат политичари, ке ви кажат, сега ти дојде да не лажеш. Знаеме, дојде да лажеш за да можеш после да крадеш. Тоа е вистината во Македонија. Вистината во вистинската политика, во вистинскиот живот е таа. Мораме нешто да направиме за да таа реалност ја промениме. Македонија нема повеќе време ниту простор за ваков тип на политичари. Македонија нема повеќе време за нов Зоран Заев. Мора да ја промениме реалноста во Република Македонија. Во име на тоа, ветувам дека нема повеќе да гледате насмеани и окезени политичари кои што газат црвени теписи по балови и свечени церемонии во лептир машти. Ке гледате досадни, изморени, ненаспани политичари кои што наместо инспекторите под мишка ќе ги имаат проектите под мишка и со вас, граѓаните, ќе ја развиваат Македонија. Ова е нашата историска улога, ова е историската улога на нашата генерација да покажеме дека сме различни, дека Македонија има потенцијал и дека Македонија може многу повеќе од тоа што е денеска реалност во Република Македонија. Но за тоа ни треба шанса и јас не се срамам да ја побарам таа шанса од граѓаните и да замолам за таа шанса. Истовремено, во име на сето она што е направено во минатото, човек што работи понекогаш и погрешува. Подготвен сум сите тие грешки да ги прифатам на себе и да се извинам. И да понудам соодветни решенија за тие грешки. Но истовремено, имало многу добри работи, тоа да го проширам, наградам и со собствен печат нешто да иновирам, заедно со ВМРО, ДПМН и граѓаните, да излеземе со најголемата историски коалиција во Република Македонија, во независна Република Македонија и да победиме најпрви на претседателските, а потоа и на предвремените парламентарни избори. Доста е од шарени лаги, доста е од разочарувања. Народот нема потреба повеќе да слуша, а вие да му кажете тоа што сакате тој да слуша. Треба да се каже една за секогаш вистината, дека не чека многу работа, не чека пеколно, крваво многу работа, затоа што повторно треба Македонија да ја направиме горда. Македонија денеска е понижена, осиромашена, оплячкана, со подведена кичма. Нема да ни помогне никој ако самите не си помогнеме, но за тоа треба да ги засукаме ракавите и да работиме. Потенцијал имаме, луѓе имаме, но потребни се вистински луѓе на вистински места, не погрешни луѓе на вистински места, како што е денеска реалност. Тоа е она што ние го нудиме и во име на тоа затоа бараме поддршка на секаде низ Македонија каде и да отидеме. На сите плоштади, од врата на врата, на улиците кога имаме состаноци со граѓаните. Се убедуваме да ги убедиме дека навистина сме ние поразлични, ние сме мотивирани за една нова, поинаква Македонија. Помогнете ни за да и помогнеме.
И за тоа не се срамам да ја помоля и да ја побарам вашата поддршка. И тоа ќе го правам се додека ова реалност, ова темно секојдневие надвиснало на нашата татковина како дамаклов меч. Се додека тој дамаклов меч не се растера, а овие луѓе бидат пратени на темната страна во македонската политичка историја. А јас им ветувам дека нема да имаат мирна политичка пензија, поради сите оние навреди, недостоинствени омалажување и понижување. За сиот криминал и плячка што го направија на Македонија. Не е вистина дека они чекорат напред. Они чекорат напред со полни вреки украдени пари. Ние сакаме да чекориме напред достоинствено, честито, искрено. Тие сакаат да чекорат напред богатејки се, ние сакаме да чекориме напред со богати граѓани и богата држава. Тоа е разликата, што тие имаат проблем со себе, а ние заедно со граѓаните имаме проблем со нив, но тој проблем ќе го решиме на 21 април, а потоа ќе го потврдиме тоа на 5 мај. И конечно на предвремените парламентарни избори. Ке помине некое време од сега, секаде ова го зборувам, ке го повторам и овде во центар, за да не остане дека не било кажано, да не биде ова дека тоа било само во главата на овие ВМРО-вците. Бидејќи се они нели посебни, они се од СДСМ. Но еве ке го повторам тоа овдека во центар, нека остане запишено. Ке се видиме после многу години од сега и ке си погледаме во очи и тогаш ќе си го поставиме она истото прашање. Дали кога можев, направив се што можам? Дали кога имав можност, направив се да и помогнам? Знам дека е тоа пеколно тешко и знам дека не е лесно и знам дека има многу неправди кои што за секој од нас не се фер и секој од нас ќе си го постави тоа прашање и ќе си рече зошто мене ова ми се случува? Ја ова не го заслужив. Па не е фер. Но тоа е така затоа што нашиот сон, сонот за Македонија е голем. И колку е тој поголем, толку тие предизвици и искушенија, додека се бориме за нашиот сон, се големи. И ќе бидат сложени. И нема да бидат едноставни. Но ние мора да застанеме цврсто на нозе и да се бориме. Доколку не се бориме, никогаш македонскиот сон не може да стане јаве. Затоа мора македонскиот сон да го сонуваме и да се бориме сите заеднички, еден до еден, да застанеме рамо до рамо, грб до грб, да ги надминеме сите недоразбирања, затоа што за ова вреди да се бориш, за ова вреди да сонуваш. Нема да победат ниту побројните, ниту помоќните, ниту оние распеаните на площадите, ниту и оние кои што на помалку комичен начин се обидуваат да ги забавуваат присутните мислејки дека со тоа ќе им се допаднат. Ке победат оние кои што се храбри и мотивирани. Тука и покрај сите притисоци и покрај сите закани и уцени гледам храбри и мотивирани луѓе подготвени да победат. Ајде заедно, добри луѓе, почитувани центарци, почитувани скопјани, да победиме на 21 април за нова честита Македонија, онаква каква што ние ја сакавме, онаква каква што таа требаше да биде, а не оваква понижена, омаловажена и оплячкана. Да ни е жива и здрава Република Македонија, да ни е здраво и живо ВМРО-ДПМН, да ни е голем, богат и просперитетен центар и нашето мило Скопје. Ви благодарам од срце.